Повик за почитување на соживотот. Рекордни странски инвестиции во Македонија. Европската унија објави видео разгледници од Скопје. Каролина Гочева со порака за единство. Најскапиот материјал на светот во смартфонот. Мета инвестира 10 милиарди долари за нов кабел. Кикириките се здрава ужина за зимските месеци. Никола Павлевски, младински шаховски првак. Поглаварите на верските заедници во Македонија изразија загриженост за настаните кои го нарушуваат соживотот и повикаа граѓаните да не потклекнуваат пред обидите за создавање тензија меѓу различните етнички и верски групи. Според нив, сите општествени акции треба да бидат насочени кон изградба на мир и взаемно почитување. Тие исто така апелираа за почитување на правото на секој човек да живее според својата вера, во согласност со принципите на слобода и толеранција, нагласувајќи дека насилството и омразата не можат да бидат дел од секое општество. Во Македонија во периодот јануари-септември 2024 година се привлекле рекордни 838,2 милиони евра странски директни инвестиции, што представува зголемување од 348,4 милиони евра во однос на истиот период минатата година. Ако темпото продолжи, постои можност Македонија првпат да достигне повеќе од 1 милијарда евра во текот на годината. Особено значајни се инвестициите од меѓукомпанискиот долг, кои достигнаа 219,5 милиони евра, како и реинвестираната добивка од 22,2 милиони евра. Аудиовизуелниот сервис на Европската унија објави видео разгледници од Скопје, кои прикажуваат познати локации како тврдината Кале, плоштадот Македонија, Камениот мост и Скопската чаршија. Видео разгледниците имаат за цел да ги представат градовите на Западен Балкан во пресрет на неформалната работна вечера на Европскиот совет, на која ќе присуствуваат лидери од земјите кандидати за членство. Објавените видеа вклучуваат и други градови како Тираана, Сараево, Приштина, Белград и Подгорица, кои го подготвуваат теренот за предстојната дипломатска средба. Каролина Гочева испрати порака за единство на македонците по бојкотот на нејзиниот концерт во Дизелдорф. Таа се огласи со изразување благодарност до сите што ја поддржаа, нагласувајќи дека настаните како овие не смеат да бидат повод за раздори, туку за заедништво. Гочева поттикна на толеранција и разбирање помеѓу различните групи во земјата. Повикот за мир и заедничко живење беше исто така дел од нејзината порака, каде што таа изрази уверување дека музиката треба да ги зближува луѓето. Најскапиот материјал на светот, ендохедрални фулерени базирани на азот, може да стане дел од иднината на технологијата. Овој материјал, кој чини околу 137 милиони долари за грам, има потенцијал да се користи во атомски часовници, кои ќе ги подобрат системите како GPS и автономни возила. За разлика од стандардните атомски часовници, овие ќе бидат значително помали и поточни, што ги прави идеални за вградување во смартфоните. Ендохедралните фулерени базирани на азот можат да донесат револуција во многу области, од квантни компјутери до нови напојувања. Нивната способност да ги зголемат електронските својства и да го подобрат процесирањето на информации ги прави изводливи за вградување во следната генерација на електронски уреди. Во комбинација со други напредни материјали, тие можат да променат како работат денешните мобилни технологии и преносни уреди. Мета најави инвестиција од 10 милијарди долари за изградба на подводен интернет кабел кој ќе ја обиколи планетата. Кабелот ќе ги поврзува САД, Јужна Африка, Индија и Австралија, обезбедувајќи подобар интернет за сите услуги на Мета, како Facebook, Instagram и WhatsApp. Проектот е во почетна фаза, а предвидувањата се дека целокупниот процес ќе трае неколку години. Поставувањето на кабелот ќе чини околу 2 милијарди долари, но со текот на времето се очекува да достигне над 10 милијарди долари. Вистина е дека луѓето во постудениот период од годината имаат тенденција да се движат многу помалку и да јадат повеќе отколку што е потребно. Вистина е дека во овој период некои често избираат храна која не е најдобра за организмот и која влијае на намалување на енергијата. Вистина е дека една од намирниците која многумина ја избираат како ужина, кикириките, е одличен избор во текот на зимата. Вистина е дека нутриционистите ги издвоија кикириките како здрава алтернатива за чоколадите, чипсот и сличните опции. Вистина е дека кикириките се извор на здрави масти кои можат да ви помогнат да бидете енергични за време на постудените месеци. Вистина е дека овие масти го поддржуваат здравието на срцето со намалување на нивото на лошиот холестерол.
Вистина е дека за време на постудените месеци, кикириките се одлична ужина која дава повеќе енергија. Вистина е дека комбинацијата од здрави масти, протеини и влакна ве одржува активни и будни во текот на постудените денови. Вистина е дека ладниот воздух може да ја направи кожата сува, а кикириките исто така содржат ниацин или витамин B3, кој помага на кожата да остане хидрирана, блескава и здрава. Вистина е дека освен ниацин, кикириките содржат и витамин Е, кој помага во зајакнување на имунолошкиот систем. Вистина е дека протеините и влакната во кикириките помагаат во регулирање на нивото на шеќер во крвта. Вистина е дека ова ги прави одлични за луѓе кои имаат дијабетес или оние кои сакаат да одржат стабилно ниво на енергија во текот на денот. Вистина е дека кикириките се добар извор на влакна кои го помагаат варењето и спречуваат запек. Вистина е дека во текот на зимските месеци, кога телото тешко се прилагодува на студената клима, важно е да се изберат намирници кои ќе го поддржат организмот и ќе му ја дадат потребната енергија. Вистина е дека кикириките, освен што се одличен извор на енергија, имаат и бројни здравствени придобивки кои се од корист во овој период од годината. Вистина е дека тие се исто така одлични за одржување на балансот на хормоните, што е особено важно за време на зимските месеци кога нашето тело е подложно на разни стресови и промени во метаболизмот. Вистина е дека со висок процент на мононенаситени масти, кикириките ја поддржуваат функцијата на мозокот и го подобруваат когнитивното здравје. Вистина е дека овие здрави масти имаат способност да го подобрат памтењето и концентрацијата, што е особено важно за оние кои имаат интензивни работни или училишни обврски. Вистина е дека кикириките можат да помогнат во регулирање на крвниот притисок и да го намалат ризикот од срцеви заболувања. Вистина е дека одлични се и за луѓето кои се физички активни, бидејќи комбинираат нутриенти кои ги забрзуваат процесите на опоравување и ја зголемуваат издржливоста. Вистина е дека за време на зимските активности на отворено, кикириките можат да обезбедат брз извор на енергија, што е особено важно за тие кои се занимаваат со спорт или имаат активен начин на живот. Вистина е дека за оние кои се грижат за своето тело и тежина, кикириките се исто така добра опција. Вистина е дека тие го намалуваат апетитот благодарение на високото ниво на влакна и протеини, што ги прави одлични за контрола на телесната тежина. Вистина е дека влакната се заситуваат и го намалуваат чувството на глад, што може да помогне да се избегне прејадување или изборот на нездрави закуски. Вистина е дека кикириките исто така може да ја подобрат и состојбата на косата, бидејќи содржат минерали како магнезиум и цинк, кои се неопходни за здрав раст на косата. Вистина е дека тие ја стимулираат циркулацијата на крвта во скалпот, што може да доведе до поголема густина и здравје на косата. Никола Павлевски, младински првак во шах, започнал да игра шах само пред 2 години, но веќе се истакнува на домашни и меѓународни турнири. Неговата желба е да стигне до македонската репрезентација и да ги освои сите шаховски титули. И покрај училишните обврски, секојдневно вежба и учи нови стратегии, а успехот му е резултат на талентот и напорната работа. Никола добил награда 3 ноември од Прилеп, што ја посветил на семејството и нивната поддршка. Младиот шахист е решен да продолжи да се развива и да учествува на надпревари, со надеж да го достигне врвот на шаховскиот свет. Повик за почитување на соживотот. Рекордни странски инвестиции во Македонија. Европската унија објави видеоразгледници од Скопје. Каролина Гочева со порака за единство. Најскапиот материјал на светот во смартфонот. Мета инвестира 10 милиарди долари за нов кабел. Кикириките се здрава ужина за зимските месеци. Никола Павлевски, младински шаховски првак.